5 нови лица во последните 24 часа се со решение за задолжителна самоизолација во источниот регион. Но генерално, бројката на самоизолирани се намалува и во моментов изнесува 188. На подрачјето на СВР Штип во текот на изминатото денонокие на 5 лица им се издадени решенија за изолација. Од страна на полициски службеници извршени се 60 контроли над лица во изолација и 81 над лица во самоизолација. Едно лице не го почитувало решението за изолација. Стои во соопштенијето на секторот за внатрешни работи Штип. Иако помеѓу патниците што се враќаат со хуманитарните летови има и многу жители од истокот, тие не се опфатени со мерката за самоизолација тука, зашто се сместени во државен карантин. Во последните 24 часа, односно до денеска, до 12 часот бројката изгледа вака. Штип 87, Кочани 41, Проби Штип 17, Берово 15, Виница 9, Делчево 4 и Каменица, Пекчево, Чешиново, Облешево и Зрновци со по 2 лица во задолжителна самоизолација. Во Карбенци бројот на изолирани лица и денеска изнесува 7. Се работи за лица кои биле возачи на камиони и се во задолжителна 14-дневна изолација. Општината денеска на 20 семејства од ранливи категории им подели прехранбени пакети. Во Делчево во моментов има 4 лица кои се во задолжителен државен карантин, а таму ќе се спроведуваат уште неколку задолжителни мерки. Дека во тек сме на набавка, општина Делчево презема активности за набавка на делови кои што ќе бидат потребни за поставување првично на 2 пункта на влезовите во Делчево од двете страни, кои што со сензори при поминување на било какво возило ќе вршат дезинфекција. Сите дискусии на сите чинители на овој состанок, сите представници на институциите беа дека немаме потреба во општина Делчево да биде отворен градскиот зелен пазар. Исто така денеска во Делчево е отворен пункт за земење на брисеви за тестирање на заболени од коронавирус. Така да таа просторија очекувам и утре ќе се работи и завутре да биде готово во понеделник. Тестирањето ќе го правиме, мислам, зимањето на брисот ќе го правиме ние, а Центарот за јавно здравје во Берово и во Кочани ќе почнат да ги работат тестовите. Во Кочани започна дезинфекцијата и на улиците во населените места. Дезинфекцијата ја спроведуваме континуирано, според подготвен распоред. Утре ќе се дезинфецира во Оризари и во централното градско подрачје, а во понеделник продолжуваме со периферните делови од градот. Истакна Андреј Киров, директор на комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани.